И покрај целодневните врнежи, вчера воздухот во Струмица останал загаден. Временските прилики не помогнале струмичани да дишат чист воздух. Вчера Струмица бил единствен град во државата со загаден воздух над дозволените параметри, според извештајот од мерењата на Државниот инспекторат за животна средина. Во извештајот на инспекторатот, во Струмица концентрацијата на PM10 честички е над нормалната граница и изнесувала околу 53 PM честички на метар кубен воздух. Струмица е еден од најзагадените градови во државата воопшто во текот на зимскиот период. Иако Струмица не важи за град со тешка загадувачка индустрија, нивото на PM10 честички е висок во текот на зимскиот период. Општината најави дека инспекторите за животна средина ќе бидат во 2 смени и ќе се бараат извори на загадување, не само на воздухот, туку и загадувачи кои фрлаат отпад по дивите депонии. Советникот од Стига пак Ѓорги Танушев реагираше дека работата на инспекцијските служби е недоволно транспарентна затоа што извештаите не се прецизни. Општината мора да преземе мерки пред се во делот на инспекцијските служби, затоа што јас не сум сигурен дека инспекцијските служби, посебно во делот на екологија, ги вршат необходните проверки, она како што треба да бидат направени во законот, зашто не видов ниту еден извештај, а не само во нашите општини, зборам се во целата Струмичка котлина, практично нема никаде никаква информација колку били излезли на терен, што направиле, како се решили тие и воопшто дали излегли. Значи нема такви информации, но сега ќе ги побараме конкретно. Но не е само тоа едниот дел на решението, ова секако не е цело решение. Проблемот е тоа што граѓаните за жал користат се што ќе им цигне под рака за затоплување и тука може би има социјална компонента, но апсолутно таа не е разбедлива за тоа што постојат програми кои што ако некој нема за огревно дрво, општината може да помогне, има таква можност. Пред 2 седмици загадувањето на воздухот во Струмица во одредени интервали достигнуваше над 700 PM10 честички на метар кубен воздух.